Дедо Мраз во новата година сака да им посака на сите граѓани на нашата држава благосостојба, да имаме повисоки плати, примања, пензионерите поголеми пензии, за младите вработување, поише да ни останат тука, да не ни бегаат во странство, подобро образование, едноставно да имаме благосостојба. На ниво на светски рамки да се смират овие воените конфликти, да нема страдања и сите да живееме среќни, радосни и весели. Овие години на назад дечињата посакувале и родителите со нив најразлични желби. Значи, се случувало да побараат да ми купиш братче или сестриче, тоест да ми донесеш. Јас им викам тогаш ќе морате со мама и тато да се договорите, да го нарачате, братчето или сестричето, и Дедо Мраз за нова година ќе ви го донесе. Така и правеле. Се случува најчесто кај децата што се болни, да речеме. Ние сме оделе во детска клиника таму. Тие имаат само една желба, да оздрават. Ама ете, сме се обидувале по барем за еден миг да им ги развеселиме срцата и едноставно да им внесеме ведрина во нивните животи. Може и да забележите и оде самата појава на Дедо Мраз, децата, па и возрастните, изнудува насмевка, изнудува ведрина. Да ви кажам, јас по принцип сум многу по карактер весел човек и стварно уживам кога на децата и на возрастните така едноставно ќе им го разубавиш денот, ведрина ќе им внесеш, едноставно така ќе им посакаш да имаат убав ден или убава година и тоа.